Украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека Русија го зголемила бројот на тенкови во близина на границата со Украина. Во интервју со украински новинари тој покажа, како што рече, неодамнешни разузнавачки извештаи за распоредувањето на руските војници. Це є 17 вересня, це є 24 вересня, це все танки. Це є жовтень. Як ви бачите, кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Для чого вони туди були передислоковані? Порошенко додаде дека исто така драстично се зголемили бројот на единиците распоредени по целата должина на границата со Украина. Според него, изговорот дека се работи за вежби не го оправдува ваквото воено присуство на границата. І після інциденту, який відбувся в Азовському морі, ми мали забезпечити українські Збройні сили на відсіч у випадку широкомасштабного наземного вторгнення. Ці танки ще не виведені. Вони залишаються там. Кремљ претходно предупреди дека би можело да се разгорат борбите во источна Украина откако Киев прогласи воена состојба во земјата по запринувањето на трите украински бродови. Русија и Украина меѓусебно се обвинуваат за конфронтацијата во неделата во теснецот Керч, кој ги поврзува Црното и Азовското море. Украинскиот парламент во понеделникот го усвои предлогот на председателот Порошенко да биде воведена воена состојба од 30 дена. Тоа е нешто што Украина го избегна дури и кога Русија го припои Кримскиот полуостров во 2014 година или кога тајно испрати војници и оружја во источна Украина. Во меѓувреме, Соединетите држави соопштија дека би сакале европските земји да направат повеќе за да и помогнат на Украина во нејзината борба со Русија околу Крим. Many governments have imposed sanctions on Russia for its actions in Crimea, in Ukraine. Not all of those sanctions, as I have been told and our experts have explained to me, have been fully enforced. При тоа Ноер прецизира дека европските земји треба да се запрашаат и во врска со гасоводот Северен тек, бидејќи тоа им помага на руската влада и е еден вид нивна поддршка на Кремљ.